Малку во трета четвртина беше... Да, малце беше ризично, да. Ама успеавме до крај да издржиме и да ја победиме оваа утакмица, која беше доста важна за нас. Иако целта ни е да обстанеме во прва лига како што влеговме оваа година. Таман се подуплашивме дека клубски нема да и го честита роденденот на ќерка да се победа, но еве се оствари тоа и сигурно оваа победа неа ја посветуваат. Па секако да ви кажам, ова е прва лига, доста добра утакмица, дерби на дното. Со оваа втора победа, значи 90% е значи обезбеден останокот, иако има уште многу да се игра. Меѓутоа денеска девојките одиграа добро, на моменти се паѓаше, меѓутоа знаеја да се вратат и на крајот дури убедливо да победат, бидејќи нас ни треба и кош разлика. А инаку секако оваа победа ја посветувам на мојата фамилија, на мојата ќерка Божица, која денес го слави првиот роденден, на мојата сопруга Тања, бидејќи многу време употребувам бон, значи семејството, и оваа победа стварно од срце ја посветувам на мојата ќерка Божица и мојата сопруга. Девојките беа мотивирани и кажавме дека со оваа победа го обезбедуваме обстанокот во лигата. Посебен и подарок на клубскиот за неговата ќерка Божица е оваа победа и продолжуваме и понатаму. Така е, очекуваме уште многу вакви надпревари. Као такмица не играв многу, но од претходните имам добри искуства и секако као подршка овде за тимот. Мислам дека супер изигра и дека беше супер такмица. Публиката се покажа добро, таа ни даде подршка и публиката, поради публиката победивме. Браво, нека е честит. Што ќе посакаме на публиката, во уште поголем број да дојде на редот, па така ли е? Не знаеме се знаеш, да играме со истите, да пробаме да ги победиме, да сме први. На крајот сепак убедлива победа на домашниот тим. Ангеловска, Зицер, така е. 82-59. И готово. Тоа е се што може да направат гостинските кошаркарки и натпреварот е добиен. Честитки од тренерот на Про Баскет, победа на Делчевки 82-59.